civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Добар ден, професор. Ќе се надевам дека сте добро во овие пандемиски времиња. Се разбира, освен пандемиските теми и дилеми кои ги имаме во јавноста, секој од нас од домовите, во нас лично, имаме и една актуелна политичка ситуација, односно закажани, одложени, па дополнително одложени избори, односно изборен процес, кој според зборовите во една неодамнешна изјава на председателот на Државната изборна комисија Оливер Дерковски, тој изјави дека ние сме некаде 24 дена пред денот на гласањето. Значи, тој период предолго трае. Како што гледаме сега, ќе имаме некој облик на транзиција од пандемиско во нова нормалност, од пандемиско време или воредна состојба во нова нормалност, но дали нашите избори, дали нашиот изборен процес е нормален? Дали може еден ваш општ поглед како професорка, како теоретичарка, меѓутоа и како активистка за човекови права, да ни дадете еден апдейт на тоа како вие ги гледате изборните процеси во Република Северна Македонија? Значи, јас уште на почетокот, кога беа закажани вонредните избори, бев против тоа, заради тоа што мислам дека нашава држава и нашиве граѓани се веќе уморни од толку интензивни изборни циклуси. Значи, се губи смислата на изборите, односно изборите стануваат цел сама за себе, а не алатка за достигнување на одредена структура која што би управувала со државата во одреден момент, и граѓаните едноставно се исцрпуваат цело време со нови и нови избори. Некако партиите како да научија како да бидат дел од изборните активности, меѓутоа го изгубија оној момент како да станат дел од државата. И заради тоа ја навистина не ја гледав смислата зошто беа закажани овие вонредни избори, освен во некој вид на препукување и наетење или себе докажување меѓу партиските лидери дека еве можеме да излеземе и сега на избори и на такви едни избори ќе ве победиме и слично. Сето ова покажува дека во Македонија самиот акт на изборите ја губи смислата. Односно, граѓаните губат представа зошто излегуваат да бираат. Дали бираат нови партиски лидери, дали бираат своји представници во собранието, дали бираат управувачи или пак решаваат кој во наредниот период ќе решава потоа кога повторно ќе имаме нови избори. Значи, во една таква ситуација, навистина се прашувам како сега понатаму. Во моментов кога немаме собрание, кога е избрушена и таа илузија на постоењето на представнички дом која што претходно ја имавме, одеднаш навистина се прашуваме зошто воопшто да ги направиме овие избори. Еве, државава сосеба добро според граѓаните функционира без собрание, владата си носи уредби со законска сила, си функционираат службите и слично, навистина граѓаните почнуваат, дури јас тоа го гледам и на социјалните мрежи и во разговорите со разни луѓе, да се прашуваат добро зошто тогаш ни се тие 120 мина кои што ги плаќаме, на кои што зошто ни се тие 120 мина? Еве да им одговориме на тие луѓе. Зошто не би можеле да продолжиме вака?
Има некоја влада која носи уредби со законска сила, се си функционира. Зошто да немаме вакво едно уредување? Значи, тоа е проблемот. Тоа е само оној показател дека кај нас воопшто не ни немаме ни намнисување на демократија. Едноставно луѓето не знаат што е демократија, не знаат зашто служи собранието, не разбираат дека тие представници во собранието се нивни представници, а не представници на политичките партии, не разбираат дека тие представници во собранието се тие кои што треба да контролираат се и да ги спроведуваат барањата на самите граѓани, односно да ги исполнуваат желбите на граѓаните во собранието. Во едни такви услови, на вистина, мислам дека нам ни е потребна не средба на лидери и слично, туку нам ни е потребна една многу широка јавна расправа. Расправа за тоа на кој начин понатаму ќе го развиваме нашето општество. Расправа за смислата на постоењето на институциите, посебно на највисоката законодавно правна институција, и расправа за тоа дали можеби не треба да се размисли за воспоставување на некој вид на мораториум на изборните процеси, односно да не смее да се има избори пред да истечат регуларните 4 години, некој вид на привремена забрана за менување на работите. Јас уште многу порано имам зборувано за тоа дека такви влезот во секојдневни или секојгодишни избори всушност ја оневозможува воспоставување вистинско на демократските институции и оневозможува разделување меѓу партијата и државата. Имено во процесот на изборите, партиите се тие кои што излегуваат на сцената, тие се тие кои што ги даваат ветувањата, тие се тие кои што се во центарот на вниманието. Меѓутоа, кога ќе поминат изборите, партиите мора да бидат тргнати настрана, така, и да почне да си функционира државата. Меѓутоа, кај нас еве сега гледаме дека излегува председател на партија, господинот Заев, кој што ни соопштува што ќе направат државните институции, кои буџетски промени ќе ги направат, што е она кое што ќе биде усвоено од страна на владата, ни соопштува председател на партија. Мислам, појасен доказ за тоа дека кај нас нема држава, туку дека имаме партија која што ја користи државата како алатка, нема. Може би тој како лидер на партија се обидува да каже како се дискутира и зашто се дискутира во неговата партија која е водечка во владата. Дали тоа е оправдание за него? Па, јас не стегнав таков впечаток, бидејќи изразите кои што ги користеше, начинот на кој што настапуваше и понудата која што понатаму очекува да биде баш така усвоена, не оставаше простор за такви размисли. Значи, направивме грешка. Дефинитивно направивме грешка со тоа што прогласивме вонредни избори и слично. Меѓутоа, веднаш по избивањето на пандемијата, имаше можност да го воспоставиме повторно собранието. Значи, собранието кое што е во оставка од пратеници чии што мандат се уште тече, пратеници кои што се уште имаат должности, обврски спрема бирачите, пратеници кои што би требале да бидат активни, и овој период можеше да биде искористен дури за многу добра дискусија за избирачкиот модел,
за промените на избирачкиот закон. Значи во услови кога не се донесуваат други решенија заради тоа што постои некој вид на блокада и на економијата и на општеството и на се она што се случува, да се посветат тие пратеници токму на изнаоѓањето на модел кој што би овозможил понатаму еден нов инпут во она што представува развој на демократијата во Македонија. Професор, ќе да ве прашам, дали пратеничките и пратениците во македонскиот парламент всушност би требало да ги вратат платите за тоа што имале можност да работат, а не работеле во овој период? Не се работи само за платите, се работи за општиот статус, за општата привилегија. Значи, се додека го имаат мандатот, пратениците и пратеничките имаат имунитет. Значи, што ќе се случи, еве да речеме, некој од пратениците да направи такво кривично дело, заради кое што треба да биде одредена мерката притвор. Се знае според законот и според уставот дека имунитетот на пратеникот може да го симне само собранието. Собранието е тоа кое што може да реши дали тој човек ќе биде испратен во притвор или нема да биде испратен во притвор. Така, значи, платата е најмалиот проблем. Проблемот е што тие луѓе се функционери, тие се највисоки представници на граѓаните и како такви треба да бидат и заштитени и како кон такви треба да се однесуваме, меѓутоа тие не си ја вршат улогата која што имаат. Проблемот е уште поголем заради тоа што председателот на собранието е она што го викаме еднаков меѓу еднаквите, меѓутоа тој има една многу специфична функција. Доколку нешто му се случи на Пендаровски, значи тој е тој кој што ја превзема функцијата, највисоката председателска функција во државата. Така, меѓутоа тој ја има таа функција само како председател на собранието. Не може да има таа функција доколку нема собрание. Значи, самиот факт дека него го викаат на сите овие средби, каде што се разговара за безбедносни прашања и слично, значи дека се препознава како председател на највисокото законодавно тело. Меѓутоа, доколку не постои тоа законодавно тело, тогаш не постои ни председател на највисокото законодавно тело. Значи, влезени сме во една таква какафонична ситуација во која што дефинитивно се губат основните параметри на демократијата. И сега, после една таква какафонија, во која што, народски кажано, не се знае кој пие, кој јаде, а кој го плаќа цехот, ние треба да влезиме во завршна фаза на избори. Значи, не во почетна, не во средишна, туку во завршна фаза на избори. На 24 денови пред избори, да. Апсолутно. Луѓето едноставно се ставени во ситуација кога не се обезбедени елементарни услови за да можат да се изведат фер и демократски избори. Не само заради стравот од пандемијата, не само заради стравот на кој начин ќе се обезбеди физичката дистанца, заштитата како на избирачките одбори, така и на самите гласачи. Туку едноставно тие се доведени во ситуација да имаат други приоритети на ум. Значи, во моментот кога се уште се размислува за тоа дали ќе се преживее или нема да се преживее, не само заради пандемијата, туку заради социјалната положба во која што се поставени многу луѓе кои што изгубиле работа, кои што живеат на социјална помош, кои што не можат да ги остварат основните права кои што ги имаат и слично. Токму заради тоа може би е подобро да имаме избори во првиот можен момент, кога ќе го предложат тоа, односно препорачаат здравствените институции, и потоа да почнеме да функционираме како држава, бидејќи еве се ближи новата учебна година. Што ќе прават
учениците, понатаму децата во градинките, понатаму здравствениот систем, да видиме како ќе продолжи да функционира. Бидејќи ние имаме ситуација во која, видете, целиот здравствен систем е наточен на коронавирусот, меѓутоа што со останатите, што со настинките на крајот на краиштата, а да не зборуваме за тоа дека барем некои експерти на светско ниво зборуваат за тоа дека коронавирусот постои можност да се врати веќе на есен. Заради тоа, што мислиш ти, дали можеме да имаме што е можно побрзо избори, без оглед на сите овие проблеми наведени овде, сепак да имаме избори што е можно побрзо, односно првиот можен момент, а потоа да продолжи да функционира системот, или треба нешто друго да измислиме? Значи, избори можеме да имаме. Прашање е дали тие ќе бидат фер избори. Значи, и дали на тие избори луѓето навистина ќе можат да го остварат своето гарантирано право. Прво, многу луѓе нема да излезат на избори од страв, елементарен страв, од гужви, од вакви, од онакви ситуации и слично. Дел од луѓето ќе решаваат на изборите врз основа на она што представува моментален впечаток. Значи, дали веруваат во тоа дека некој соодветно ги се справувал со епидемијата или не се справувал со епидемијата. Значи, нема да решаваат за тие кои што ќе ги избираат врз основа на она што представуваат програмски определби за натамошно развивање на државата, за натамошно движење на државата, за реформи и слично, туку ќе решаваат елементарно само за едно прашање кое што се однесува на она што во изминатите месеци представува преокупација на граѓаните. Тоа е политичката култура, гласачката култура или политичката култура на еден голем дел од планетарната популација, би рекол, гласање во основа на моментален печаток, што е малку и, нели, предизвик воопшто за воеднина, за подобрување на политичката култура. Меѓутоа, на тој начин се забораваат многу други работи. Се заборава справувањето токму тоа со реформите во правосудството, со образованието, со климатските промени, со загадувањето на животната средина, со социјалата и слично, значи се она кое што би требало да биде предмет на делување на една идна управувачка структура, на тој начин ќе биде изгубено од предвид. Третиот елемент е дека едноставно луѓето беа во овој период лишени од она што представуваат базични права на комуникација, собирање, изразување дури слободно на мислењето и слично, и на кој начин одеднаш тоа сето ќе се врати за да може да се спроведат фер избори. Да речеме, доколку сме ние држава во која што се работи на она што значи можност за електронско гласање, можност за комуникација со граѓаните и со избирачите преку електронски пат и слично, најверојатно ова би бил дури и чекор напред понатаму во она што представува градење на еден нов вид на избори, еден нов вид на политичка култура и партиципација дури на граѓаните во процесите на одлучувањето. Меѓутоа, кај нас не се работеше во овој период на такво нешто, воопшто не се ни размислуваше за воспоставување евентуално на електронска влада, како во Естонија, да речеме, и слично, кое што би можело да биде искористено за натамошен развој. Значи, ние сме застанати на оној условно кажано, најпримитивен начин на гласање, така, на комуникација која што бара митинзи и таков начин на комуникација со граѓаните, а ќе ги ставиме во несоодветни или едни поинакви услови во кои што тие треба да го искажат своето мислење. На кој начин ќе допрат
до граѓаните во овој период идеите, програмите, намерите, значи тоа е оној проблем со кој што се соочуваме. Заради тоа јас бев една од тие и се уште сум за тоа дека собранието требаше и треба повторно да се состане, да се создадат нормални услови за функционирање на државата и да изнајдеме најсоодветни начини кои што дури и при враќање на пандемијата и при потреба повторно од воспоставување на некоја поголема физичка изолација, да може граѓаните соодветно да го остварат своето право. Значи да, може пандемијата да се врати, меѓутоа токму тоа е она, ние треба да најдеме начини како да функционираме демократски дури и во такви услови. Имено, но за да се доведат институциите и воопшто процесите до едно вакво унапредено ниво, нам ни е потребно собрание да може да решава, да донесе закон, бидејќи такво нешто не можеме да го предпоставувам дека не можеме со уредба, или можеби можеме. Ако можеме со уредба, тогаш зошто воопшто зборуваме ние двајца? Се може со уредба, така? Кога сме таму, ова би бил и на некој начин издвоен дел од нашиот разговор, особено во поглед на актуелноста на прашањето. Ние подолго време имаме, јас да ја наречам, култура на лидерски средби, и тоа се настани во државата кои имаат сила, законска сила, дури би рекол уставна сила, или надуставна сила. Со други зборови се работи за средби на политички фигури кои одлучуваат за суштински прашања во државата на местото на веќе постојни институции како што е парламентот, да речеме. Еден од тие најголеми настани од типот на лидерски средби кои тоа го кои се случија и кои има многу силно резонираат до денешен ден, имено Охридскиот процес, односно Охридскиот договор беше донесен меѓу партиски лидери, нели со покровителство на тогашниот председател, меѓународната заедница и така натаму. 2015 Пражинскиот процес е таков или сличен. 2012 порано, кога имаше нели тој црниот понеделник, повторно имаше лидерски средби за да се надмине кризата која настана после тепањето на опозицијските пратеници на тој 24 декември. Понатаму имаше лидерски средби на најразлични нивоа во различни периоди. Се разбира 2017 година, после тоа пак имаше слични и така натаму и така натаму. Законот за јавно обвинителство, повторно лидерски средби и така натаму. Значи, како да го прокоментираме тоа, како да го сватиме ова, дали ние имаме некој дуализам во демократијата, во кој на едната страна имаме демократски институции од типот на парламент, влада, јавна дебата, локална самоуправа, и од другата страна, секогаш кога овие ќе закочат, а често кочат, треба да се сретнат најголемите политички фигури во земјата и тоа да го надминат. За што се работи? Јас лично не мислам дека постои дуализам, напротив, постоењето на лидерските средби е само надворешна манифестација на отсуството на институции. Значи, во нашава држава имаме привидна демократија, немаме воопшто демократска држава и имаме привидна постоење на институции во кои што се донесуваат одлуките, односно кои што ја обавуваат функцијата која што им е уставно или законски предодредена.
Значи, во Македонија всушност се решава на ниво на партија и на ниво на меѓупартиски договор, а тоа само ритуално на некаков начин се потврдува во собранието или во соодветните институции. Значи, ние сме влезени во некоја театарска представа, во која што постојат кулиси на собрание, кулиси на Уставен суд, кулиси на влада, кулиси на министерства, зад кои што не постои вистинска градба, туку едноставно само однапред се добро офарбани, помалку или повеќе личат на она што би требало да го представуваат, меѓутоа немаат апсолутна никаква функција. Лидерските средби покажуваат дека секоја одлука, секое решение, се она што е поврзано со управувањето со државата, всушност представува одлука во рамките на партиите, а не одлука која што се донесува во рамките на институциите, демократските институции на државата. Така што очекувано е дека и во секоја кризна ситуација во суштина се среќаваат лидерите и тоа на ниво на племенски главешини, а не представници на граѓаните, и тие ги донесуваат соодветните одлуки. Значи, не постои демократска држава, развиена демократска држава во која што постојат ваков вид на лидерски средби. Се додека имаме потреба и се додека се овозможуваат лидерски средби, тоа е јасен показател дека ние не сме ни на вратата на демократијата. Во моментот кога ќе престанат лидерските средби, во моментот кога ќе бидат оневозможени лидерските средби, во тој момент ќе имаме јасен показател дека почнала да функционира демократската држава и дека имаме институции кои што се како државни институции одделни од она што представува партија. Во моментот немаме такво нешто и автоматски многу страшно станува сето тоа во светлото на она што би требало да значат и идни избори, како што пред малку зборевме. Значи, тоа што партиските лидери се состануваат за да се договорат кога, како, на кој начин, во кој формат ќе бидат изведени изборите, само ни покажува дека изборите се фарса, дека изборите се само бесмислен ритуал кој што се изведува, а од кој што е извлечена целата содржина која што би требале да ја имаат. Значи, дефинитивно, ја не велам, не зборувам за тоа дали во моментов се потребни или не се потребни лидерски средби. Зборувам само за тоа, се додека постојат, се додека на некаков начин се има простор за нивно одржување, ние немаме демократска држава.